Денеска првото утринско кафе ќе го испијам на моето работно место во студиото за подкасти, но нема да водиме подкаст, туку ќе се задржиме на мојата постојана рубрика на Кафе со. Имено денеска првото утринско кафе ќе го испијам со мојот колега Александар Петревски, презентер и уредник на Утринските вести. Ќе ни открие како изгледа подготовката на Утринските вести, но исто така ќе ни открие и кои се неговите утрински ритуали. Александар, добро утро и добро дојде во нашата утринска програма. Добро утро, Марија. Баш ми е чест што денеска мојот утрински ритуал го почнувам токму со тебе, го пиеме заедно првото утринско кафе. Иако секој ден се гледаме заедно, меѓутоа мислам дека ова е прв пат првото утринско кафе да го пиеме заедно денеска. Ако не прво во мојата рубрика. Так. Кои се твоите вообичаени утрински ритуали? Дали имаш време наутро да пиеш кафе пред да дојдеш на работа? Да, задолжително. Без првото кафе не ми тргнува денот. Прво што правам е борба со алармот, откако ќе успееме да се договориме. Го подготвувам првото кафе за да можам да се расонам. Станувам обично многу порано пред првите утрински вести со цел да се расонам и мозокот да почне да функционира за да можам да ги подготвам и веќе во 8 часот да ги испрезентирам пред нашата публика која што редовно не следи во утринските термини. Кога стануваш вообичаено? Во 5:30. 5:30. Да. На работа пристигнуваш, верувам, 6:15 од 6:15. тоа време и веќе веднаш се фаќам за работа. Како изгледа подготовката на Утринските вести? Всушност подготовката на утринските вести ми почнува од претходниот ден. Ги следам сите оние информации и содржини кои што веќе биле пласирани претходниот ден и најави што ќе се случува следниот ден, односно најави за настани кои што треба да ги следиме следниот ден. Предпоставувам во вечерните часови повеќе подготовката. Претходниот ден. Да. Сабајлето кога ќе дојдам на работа, ги гледам последните содржини кои што се објавени на нашиот портал telma.com.mk, кои што ги се работиле нашите колеги претходниот ден, бидејќи имаме тука колеги кои што работат и до 10 часот навечер и поставуваат вести на нашата платформа и ги надградувам со се она што претходно го имам како сознание, меѓувремето кога излегува нешто ново, некоја вест од светот нова, гледам да ја стигнам, да ја подготвам, да обезбедам видеоматеријали за да ја не ви подкрепиме содржината и да ја пласираме во јавноста. Секако пред да ја пласирам во јавноста, претходно ја проверувам барем на неколку извори за да пласираме точни информации во етерот. Во однос на почетоците во твојата новинарска кариера, твоите новинарски студии ги имаш завршено во 2008 година на правниот факултет во Скопје, а на твои неполни 20 години започна да работиш во пишан медиум. Најпрво ќе те прашам од каде идејата да работиш како новинар и дали добар новинар се станува или се раѓа? Идејата од каде да станам новинар. Првично не ми беше замислата да работам новинарство. Искрено сакав да се запишам на Воената академија, меѓутоа во тоа време кога се запишував на факултет, уписите беа ставени во пауза. И размислував што да правам, дали да чекам, меѓутоа не беше кажано точно колку време ќе треба да се чека за да повторно отворат уписи на Воената академија. Ги поминав сите оние селективни тестови кои што ги правеа, меѓутоа кога дојде денот за упис, всушност немаше нови уписи на академијата и морав брзо да одлучам што ќе запишам друго на факултет, бидејќи сметав дека ако направам пауза во учењето, можеби и ќе ме одврати од мојата надоградба понатаму во животот. И со оглед на тоа дека многу сакав социологија, филозофија, тие предмети ги сакав и некако комуникацијата со луѓето ме натера да помислам дека можеби ќе се пронајдам во оваа професија, како паралела со она што претходно го спомнав дека сакав да го работам. Инаку само кратко, сакав Војна академија се запишам за да продолжам на воено воздухопловство. Тоа ми беше замислата, меѓутоа не ми се реализира, можеби некогаш имам шанса барем нешто приближно да учам или да работам, но ете сега за сега сум тука се пронајдов во оваа професија и се надевам дека ќе имам шанси уште да се надоградувам и да напредувам во новинарството. Добар новинар се раѓа или се станува? Мислам дека за се е потребно напорна работа и многу љубов. Значи треба да ја сакаш професијата и да се вложиш максимално, меѓутоа влогот да го гледаш како нешто што сакаш да го работиш, а не како нешто што го даваш од себе и треба да добиеш некаков фидбек. Можеш ли да одвоиш 3 клучни моменти
односно 3 предиспозиции кои што треба да ги поседува едно младо лице за да стане новинар, освен љубовта кон новинарството? Да биде љубопитен, да го интересираат сите случувања околу него, многу да чита. Тоа е еден од важните моменти за да може да се надогради вокабуларот и секогаш да може да формулира интересни реченици, содржини кои што ќе но пред се разбирливи, кои што ќе му ги доближи на гледачот за да може нели нормално секој да ја разбере информацијата која што му ја пренесува. Во текот на твоето работно искуство водеш и емисија посветена на земјоделството. Колку овој сектор сметаш дека е опфатен во новинарството? Тоа мислам дека ми беше најинтересно во мојава досегашна кариера, а со оглед на тоа што секој ден бев на терен, на различни, мислам дека во рок од 2 години немаше место во држава каде што не го посетивме со тогашната екипа која што ја снимавме земјоделската емисија и всушност таа емисија, тој тип на работа, мислам дека најмногу те доближува до луѓето, до да речем до обичниот граѓанин, до обичниот земјоделец и лично некако ги доживував маките со кои што се соочуваат, бидејќи земјоделството е макотрпна работа, често поради од многу работи зависи може да придонесе голем број штети за самиот работник во зависност од временските прилики или неприлики, од реколтата која што ја произвел таа година, но често пати и од откупот кој што му се пласира на земјоделците. Имав една ситуација, бевме во Струмица и лично пренесувам таа ситуација која што ми ја раскажа земјоделецот, произведуваше зелки. И вика, возам камион кој што не е регистриран, да го регистрирам треба да платам 500 евра, го користам еднаш или 2 пати во годината. Ризикувам да појдам до откупниот пункт каде што првично тогаш пред 15 години беше, вика откупот беше 2 денари по килограм. Вика се договоривме со откупецот, се вратив го натоварив камионот, кога појдов со натоварен камион ми вика не сега цената е 1 денар. И вика ризикував што возев без регистрација доколку ме казнат ништо од профитот. Второ веќе зелките се одбрани, ако ги вратам дома ќе овенат и ќе треба да ги фрлам. Вика бев принуден да ја прифатам и таа цена која што ми се нуди. Така да многу вакви приказни, многу ситуации имав можност да сретнам и на некој начин да известувам и да ги пренесувам на јавноста за да им ги доближам проблемите на земјоделците со кои што се соочуваа барем во тој период секоја година. Освен тоа што сакаш, си сакал да известуваш за сите проблеми на земјоделците, исто така и економијата ти е од интерес на некој начин, една од точките на интерес. Зошто економијата е твој избор? Економијата е мој избор затоа што можеби, не знам, јас имам различна перцепција од другите кога станува збор за економијата, бидејќи економијата ја перцепирам како размена на енергија. Што значи тоа? Размена на енергија. Кога ти сега нешто работиш, вложуваш енергија. Таа енергија ја монетизираш во пари и после со тие пари купуваш нечива туѓа енергија, односно добиваш некоја услуга за која што некој друг вложил енергија. И затоа тоа го перцепирам како размена на енергија. Парите ги гледам само како монетизација на вложената енергија и затоа сметам дека треба да се има позитивен однос кон парите, не само да се гледа како на заработка и да се сака да имаш пари не значи дека си парољубец, туку да имаш позитивен однос, позитивна енергија кон тие пари, затоа што и самите според мене представуваат енергија. Колку си позитивен, толку повеќе ќе се враќаат. Во однос на порталите, социјалните медиуми, кој е твојот став во новите тенденции во новинарството? Па јас голем дел од социјалните медиуми на кои што сум не толку активен, ги користам најчесто за комуникација со колегите, за пренесување меѓу себе некои информации, за да не би да бидеме во чекор со времето, на време да пласираме некоја информација. Сметам дека се неопходни во функционирањето на овој начин на работа. Сега во последно време многу често се зборува и за artificial intelligence. Да, во некои ситуации се потпирам и на тие апликации, меѓутоа не целосно.
сепак мора крајниот збор, крајната реченица морам да ја формирам јас пред да ја пренесам на јавност. Сметаш дека порано било многу полесно да се подготви некоја вест, бидејќи имаш неколку извори на информации кои што знаеш 99% дека се точни извори, отколку сега? Не, сега побрзо може да се пренесе информација, меѓутоа поранешниот начин на работа мислам дека повеќе го будеше истражувачкото во новинарството. Па да, за да стигнеш до сите тие извори кои што сега ти се пласираат буквално на интернет, на телефоните кои што ги користиме, требало да одиш од човек на човек, да земаш изјава од институција до институција, за да стигнеш до целосната информација, да ја пренесеш сите страни да бидат офатени во информацијата. А денеска што се вели со еден клик. Да, со еден клик, со една порака, со една имејл порака, да поставиш прашање, да добиеш одговор и се скратува целото тоа време, но мислам дека повеќе информации и подобри одговори ќе добиеш ако лично стапиш во контакт. На самиот почеток напоменавме нешто за твоите утрински ритуали, како ти стартува денот, но ќе те прашам со која порака, идеја ти започнува денот и со која ти завршува на самиот крај? Со оглед на тоа што изминатиот период секој ден се будиме со загаден воздух надвор. За жал. Првиот впечаток ми е и денеска ли ќе дишам отров. Се надевам дека после секојдневното подсетување на надлежните институции дека веќе состојбата е алармантна со загадениот воздух, дека треба нешто да се преземе, можеби ќе допреме на вистина работите да мрднат од мртва точка. Јас не се согласувам со обвинувањата дека ете народот, домекинствата се тие кои што го загадуваат воздухот. За мене овој проблем има име и презиме. Значи секогаш може да се лоцира каде потекнува проблемот. Не може секогаш да се префрла топката, ете домаќинствата се виновни и сега ние ќе се чувствуваме виновни дека воздухот е загаден. Па со години слушаме како се зборува за проектот за гасификација и повторно најдобро решение е да се гасифицира. Па ќе почнеме ли да го гасифицираме Скопје? Сметаш дека домаќинствата се делумно виновни или дека воопшто не се виновни? Не, делумно се виновни, меѓутоа можеби имаат оправдување до некаде зошто го прават тоа. Можеби со нашите известувања ќе допреме до главниот проблем за истиот да се реши. Така е. Александар, ти благодарам многу што имавме можност да го испиеме првото утринско кафе во нашата утринска емисија. Ми беше чест и задоволство и секако еве до гледачите, гледајте вести на Телма, утринските термини се 8, 10 и 12:30 часот. Се разбира дека ќе ги гледате утринските вести, но се надевам дека го задржавме и вашето внимание со новата рубрика на Кафе со, а се разбира останете повторно со утринска на Телма која трае до 10 часот денес.